Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares when worries or cares, regrets and mistakes, there are memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind. Почитувани учеснички, драги гости, а ве поздравувам на овој убав датум, 8 март, и благодарам што одвоивте од своето време денес да ни се придружите во ваквиот начин на негово одбележување. Всушност, Црвениот крст на град Скопје, кој што е организатор на денешниот настан, долги години го одбележува празникот на начин кој што е соодветен, кој што личи на една ваква хуманитарна организација. Претходни години, например, биле вршени посети на женските одели на казнено-поправни домови, на оделот за онкологија, на Заводот за рехабилитација и така натаму. Оваа година сме собрани за да слушнеме личната приказна на 7 жени кои си имат вложена во хуманитарната работа и професионално или волонтерски ги промовираат исто така 7 принципи на Црвениот крст, меѓу кои единството, универзалноста, доброволноста. А пред се мојата инспирација не е само она кое што ни се случува ни животот и кое што не обележува и награди како личности, туку сте и сите вие, кои се знајни и незнајни херои на нашето време, на денешницата и кои што секој ден ни своите волонтерски активности придонесуваат нечив живот да биде подобро и поубаво место за живот. Во изминатите неколку години има неколку посебно инспиративни приказни кои што се поврзани со Црвениот крст и верувам дека тие се оние кои што треба секојдневно да ги промовираме, затоа што како организација Црвениот крст е некој кој што сметам дека има не само многу потенцијал, туку и дава многу на општеството. И ова е тоа кое што треба да го стимулираме. Што повеќе, што почесто, овие лица кои што работат секојдневно да бидат видливи, да бидат оние кои што ќе ги презентираме пред јавноста. Едноставно мислам дека денешниот ден во права смисла на зборот го одбравме да биде жената во црвено, заради тоа што сметам дека навистина, како што и пред малку кажа градоначалничката, навистина жените во нашиот град имаат моќ, имаат сила и можат да прават промени во заедницата. Пред се за сите оние на кои што ние навистина сме им потребни. Навистина долго време сум во Црвениот крст и сакам да го искористам денешниот ден мојата приказна да биде инспирација за поголемиот дел на млади луѓе што ги гледам тука, меѓутоа и за повозрасните кои што можеби преку тоа што денеска ќе го размениме, ќе можат да го пренесат до помладите генерации. Значи волонтер за време на моето школување во средното образование, универзитетот, ги помина сите фази на развој и можам да кажам дека Црвениот крст е организација која што ми понуди навистина да станам една личност која што знае да го цени тоа што моето семејство, моите родители ми го дале на мене, а јас потоа да бидам особа која што ќе можам тие вредности да ги споделам со луѓето кои што за жал можеби во еден дел од нивниот живот биле несреќни, тажни или пак биле среќни, а не знаеле како да го искористат тој момент да ја поделат таа среќа со другите. Благодарам уште еднаш за сите вас што сте денес тука и жената во црвено ќе остане синоним на нашиот град. Продолжуваме понатаму заедно во успесите што ќе значат среќа, радост и насмевка. Сега сме доброволци и актери, и автори, и професори, и аниматори, и дисеминатори. Еден куп поздрав до сите присутни и од мене еден малечок волонтер. Поздрав до овие мои пријатели кои што некако ме вклопија во нивното семејство. Јас веќе имав свое театарско семејство. Познато е, театарот е едно чудно семејство од индивидуалци во колективен чин.
Меѓутоа стапив во ново семејство и тука пак индивидуалци во колективен чин. Што значи дека театрот е оркестрација, меѓутоа и Црвениот крст е оркестрација. Без едниот не можете. Без сите можеме? Не. Едноставно ви благодарам што сме и денеска заедно. Јас останувам ваша, а вие сте мои. И ќе ви кажам уште нешто. Најди време за читање, за учење. Тоа е извор на мудроста. Најди време за игра. Тоа е тајна на вечната младост. Јас имам 34 години, мајка на 2 дечиња, едно 2,5 годишно машко дете и едно од денес 4-месечно девојче. По професија сум еколог, мастер на науки за животна средина и со многу гордост го кажувам секогаш пехав инструктор. Со Црвениот крст се запознав во средно училиште околу 2004 година, така нешто. Во мојата втора година во средно училиште. Потоа, многу кратко по тоа дојде финалната работилница, ПХВ работилница. Тогаш сватив дека сум дел од нешто многу убаво и многу големо. И не бев свесна во тој момент, во тие денови, меѓутоа тоа беше пресвртна точка во мојот живот. Сите вежби што ги правевме, сите дискусии што ги правевме, енергија што ја добив таму, сега во ретроспектива кога анализирам, гледам дека тие денови ми го сменија животот и секако по таа финална работилница станав волонтер во Црвениот крст. Тоа чувство на припадност и вредностите кои што ги добив од Црвениот крст, енергијата и многу убавите поуки и тие убави чувства што ги добив од луѓето, од насмевките на луѓето кои што ги видовме, од проектите на децата што ги прават, што ги читаме и што ги вреднуваме, е преголема вредност што ја морам некако да ја пренесам и на моите деца, дека што повеќе луѓе ќе бидат допрени од Црвениот крст и ПХВ програмата, навистина е сонце на крај на тунелот. Каков било тунел? Колку и да е темен. Да. Благодарна најавата. Добар ден на сите присутни. Јас сум Елеонора Ѓоргиевска, абсолвент на Факултетот за ветеринарна медицина, дел од тимот за одговор при катастрофи и дел од Центарот за безбедност на вода во Скопје. Најпрво како спасител, после тоа сега во последната година и како инструктор за затворени води, односно базени и аквапаркови. Мојата приказна во Црвениот крст започнала 2010 година, кога во средно училиште имавме презентација за прва помош и ангажирање на мои соученици во тимовите, во средношколските тимови за прва помош. Продолжува потоа во клубот на млади на општинската организација на Црвен крст центар, за подоцна да се вклучам и во Центарот за безбедност на вода во Скопје. Работам како спасител веќе 10 години, професија која што сега за сега успешно ја работам. Без разлика колку и да се нудат материјални компензации за нашата работа, за нашето спасување и действување на вода, моментот кога го вадиш давеникот и кога ти го спасуваш е незаменливо и чувството кое што го имаш после спасувањето, каде што знаеш дека ќе си отидат безбедни дома, таа фамилија ќе си отиде безбедна дома и дека ќе се сите на број, буквално не може ништо да го замени. Би го завршила моето излагање со една порака, значи човештвото не може еден без друг, затоа волонтирајте, помагајте за барем
малку да го смениме светот на подобро. Добар ден на сите. Јас сум Марија Момар, 29 години, стоматолог по професија, инаку по потекло сум пола македонка, пола јорданка, по мајка македонка, по татко јорданка и со самото познавање на арапскиот јазик, Црвен крст на град Скопје ми ја даде таа чест да бидам дел од нивниот тим. Работам со мигранти како преведувач и помагам при медицинскиот тим во мобилен тим Липково и транзитен центар Табановца. Почна во Црвен крст баш на мојот роден ден, на 1 август 2019 година. Беше многу убаво доживување. Понатаму дознав дека открив дека тоа е моја посебен подарок во животот, бидејќи во Црвен крст многу убави нешта научив и носење на нашиот амблем веќе знаеме дека ние треба да бидеме спремни секогаш, сегде и за секого, да им пружиме помош и тоа стварно исполнува и тоа само некој од Црвен крст може тоа да го осети, кое е тоа исполнување внатре, да бидеш од корист на некој, без разлика што е, како е, која возраст, ние сме тука за секој. До сега, едно ми е јасно, дека доколку не беше Црвен крст, јас веројатно ќе бев комплетно поразлична личност. И ако можам да споредам, Црвен крст и бивањето дел од ПХВ тимот, навистина ми даде можност да имам едно ново семејство надвор од семејството. А семејствата прават огромно влијание и многу не обликуваат на тоа какви сме. Од позиција на психолог и на психотерапевт, мене ми е битно да зборувам за нешто кое што мислам дека е исклучително битно, а тоа е она втора страна на волонтирањето. Сите панелистки пред мене некако се осврнеа повеќе на тоа што волонтерите всушност даваат, каква е придобивката која што тие ја прават кон општеството со своето волонтирање. Кога зборуваме за придобивките, тие се многу слојни. Прво се, да речеме, рационалните или когнитивните придобивки. Тоа е самата можност за критичко размислување, кое што за жал се помалку младите луѓе имаат во образовниот систем и среќа е што постојат организациите како Црвен крст и клубовите на млади кои што всушност ги повикуваат младите креативно да размислуваат и критички да размислуваат и да го дадат своето мислење во однос на тоа како можат одредени проблеми во општеството да се решат. Потоа, самото решавање на проблеми, значи самиот момент кај што јас се соочувам со нешто и ги давам своите напори за да најдам соодветно решение на тој проблем. Планирањето на комплексни активности, кои што се со многу чекори, самото планирање не повикува во тоа да стекнеме едни способности за менаџирање со сопственото време и со сопствената енергија. Вклучително не учи како да станеме тимски играчи. Понатаму не повикуване на, како поискусни волонтери, барем мене ме повикуваше, малку да бидам во контакт со своите лидерски способности и да ги вежбам своите лидерски способности, за да можам да ги водам по младите и по неискусните од себе. И сето тоа неминовно доведува и до извонредна можност да ги вежбаме и своите комуникацијски способности. Некој да ми кажуваше пред 25 години на таа несигурна средношколка дека еден ден ќе се најдам да говорам јасно и гласно вака пред прекрасен аудиториум како вас или да зборувам во живо на национална телевизија или пред некои други публики. Веројатно ќе се здыткав, ќе се исплашев, ќе се вцрвенев. Сега сум свесна дека всушност Црвен крст ми ја даде можноста да вежбам и вежбам и вежбам и станувам се подобра и подобра во нештото кои што ги правам. Don't forget me, I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.